Сликите од деца среде војната во Сирија, заедно со ликовите од Покемон, ги разбудија чувствата ни светот. Мустафа Џано ги користи своите вештини како графички дизајнер и фотограф и ги сместува иконските ликови од популарната апликација во урнатините во завојуваната држава. Се надева дека тоа ќе помогне луѓето да сватат што се случува таму. Можам навистина нешто да направам, да се дознае што се случува во Сирија, и тоа користејќи го Покемон, објаснува тој. Фотомонтажите на кои популарните чудовишта се сместени во опустошените градови и урнати згради се објавени во стотици списанија и држави низ светот. Убаво е чувството кога ќе слушнете дека вашата слика постигнала нешто, но од друга страна, навистина тоа не прави ништо за мојата земја, не прави ништо за моето семејство, моите пријатели, за моите луѓе во Сирија. Разочаран е јунакот на оваа приказна. Тој е уметник од Сирија кој избегал во Карлсхам на југот на Шведска. Се надева дека неговите слики ќе поттикнат повеќе луѓе да се заинтересираат за хоророт на сириската војна. Понекогаш сликата е подобра од 1000 зборови. Ја правам сликата за да испратам порака до некои луѓе, не само овде во Шведска. Се надевам дека пораката ќе допре низ светот. Вниманието е добре дојдено, но она што сака да го види Мустафа Џано е крај на војната во Сирија. Оптимистичен е, вели, се разбира дека се има свој почеток и крај. Се. Но битките продолжуваат во оваа држава на Средниот Исток. Кампањата на Џано мора да го привлече вниманието на вистинските луѓе, на оние кои се на власт. Како стојат работите на терен, засега на спротивставените страни во војната не им значат ништо ваквите крикови на уметниците.